потешкиот надпревар во Рејкјавик, исто беше и во Скопје, но за разлика од тогаш сега успеавме да дојдеме таму, тоа под ваш коментар за овој надпревар. Па добро, уште еден тежок надпревар. Ме радува што и екипата имавме и дефицит во голови во 2-3 момента, така да убаво изреагира, не отидовме во неквалитет. Мислам дека дури тоа како да беше малку мотив плюс за нас и да се подкренеме и во одбрана, да во напад пак ќе кажам дека и изигра стварно машки надпревар, трите бека мора да ги пофалам кој бе, па и Танковски кој влезе, кој имаше една епизодна улога, мислам дека одигра стварно квалитетен надпревар. Дајде како има и убави позитивни работи, има и негативни работи. Ајде да видиме реални во 5 дена вакви за надпревари со Ислам, мислам дека стварно е и две тешки патувања. Добро, и они патува кога ќе видиш, да, тоа не ни бега. Него сакам да кажам дека стварно два тешки надпревари во 5 дена, два по мене е позитивен резултат. Два добро, скоро те е позитивен, но и ова нерешено ќе го сметрам како еден успех. Сметате дека ги замолчивте критичарите што говорат дека не сте вистинскиот човек за оваа функција? Со овие два резултати. Па јас пак ќе кажам, работам добро под притисок, кога имам притисок, да критичарите да критикуваат, нормално да ме остават буден со широко очи отворени. Знам дека можеби ја не сум нешто сјаен, дека треба уште да работам, знам дека сум млад тренер, дека треба уште многу работи да научам. Се обидувам да учам секојдневно да напредувам. Знам дека секогаш ќе има критики. Те се пострек за мене зашо повеќе да напредувам во кариерата.